Отишла да извади зап, а завршила со тешка скршеница на вилицата. Прилепчанката Павлина Илиоска во 2020 година поминала тешка здравствена голгота за навидум едноставна интервенција во Прилепската болница. И од тогаш сиве овие години е уште една во низата граѓани кои неуморно бараат правда низ македонските судски лавиринти, притоа трпејќи физички и психички последици, поради како што вели лекарска грешка. Матичниот стоматолог ме упати на максилофацијална хирургија во Прилеп. Самата интервенција траеше повеќе од 2 часа. Седнав во 14 часот, станав во 16. Во текот на интервенцијата имаше обилно крварење. Повеќе од сат и 45 минути траеше интервенцијата со огромна рана во внатрешниот дел на образот. После 3 дена неспаѓање на отоко се сретнавме во ходник и јас си кажав дека немав контакт горна со долна вилица. Меѓутоа мислев дека неупатена, значи мислев дека е од отоко што не е спаднат и така натаму. Цело време бев на мека храна. И кажав на докторката дека чувствувам вилицата ми се движи лево-десно. Ме фати во овај дел на кај ушите, кај што се зглобовите, а да со овие зборови потврди да ишашена е, нека спадне отокот, че наместиме 5 минути работа. Господ ме чувал во тој период, добро и бев покриена со 14 дена со антибиотска терапија, се до упатувањето до Скопје, ги превзедоја сите мерки. До ден денес носам шина на десната страна, сечена сум и тука. Не можеја да одам со пристап од озгора, бидејќи имаше шиена рана од самата интервенција. Образот и непцето беше со... До ден денес таа секотина однатре ја чувствувам. Коската беше многу оштетена, имаше недостаток на коскено ткиво, а нажалост коренот од првата интервенција не бил изваден. Вака слободно можам да констатирам после сето што се случуваше дека докторката кршела вилица, а не изваила корен. Од тогаш до денес борбата за правда на Павлина е на релација Основен суд Прилеп Битолска апелација. За овој случај да добие завршница, досега поминати се 5 години. Во меѓувреме се менувале суди, адвокати, вештаци и стручни мислења. Обвинителството констатира дека овде има случај, бидејќи таква тешка повреда може да настане само при интервенција, додека одбраната тврди дека повредата може да се случи и меѓу 2 интервенции. Предметот сега е во Битолска апелација која побарала ново супервештачење. Делото застарува во август оваа година, па одолговлекувањето според Павлина е токму тоа, да застари и никој да не одговара, што впрочем е и незиниот најголем страв. Процесот се одолжи доста долго, за да потоа се снајдат да донесат вешто мислење од некој технички советник од областа на радиологијата. Нажалост и на жалење, како се случува се во оваа држава, значи судот положи верба во првостепената пресуда на лицето технички советник од областа на радиологијата, го занемари вештачењето и на докторот од максилофацијалната хирургија. Ни солзи Павлина вели дека правдата ја бара за да има одговорност кај лекарите, но и да ги заштити останатите сограѓани, да не се најдат во идентична ситуација. Нека дојдат да живеат барем 5 минути со ова чувство што го имам јас, а ќе го носам до крајот на животот. Здравието, траумите и се што поминав, и до крајот што ќе го носам на животот, ништо нема да ми надомести. Сега барам само правда. ТВ24 испрати писмено прашање и до Основниот суд Прилеп во однос на предметот, но до емитувањето на прилогот одговор не добивме.